меѓународна тема. Во таа меѓународна тема, пред се, добро утро, нели? Добро утро, да. За први... Во таа меѓународна тема, све што е од страната, од другата страна на границата на нашата држава е меѓународна тема. Така, се случуваат некакви тензии помеѓу Соединетите Американски држави и Кина, не се тоа нови тензии, тоа се тензии кои што траат речи се година и пол, две. Од почетокот на мандатот на Трамп, да, и сега така. како што му завршува мандатот, ми се чини повторно се возобновуваат. Цело време континуирано, има там се возобновуваат повторно. Ако претходно беа обвинувањата на Трамп дека Кина е таа која што го донела вирусот на овој свет, па се водеше преку тоа и трговската и геополитичка војна, сега што се случува? Зацкриена војна, да не... Па, Кина и Соединетите Американски држави или поточно Кина и Западот се во конфликт на неколку точки кои можеме да ги објасниме во кратко, но она што сега се случува е појдовната точка на Трамп кога доаѓаше на власт, односно кога беше и во предизборната кампања, прва забелешка за Кина беше дека ја краде индустриската собственост или во превод прави плагијати на веќе покажани брендови американски, подоцна со ефтина работна сила, ги продава истите тие реплики многу поевтино, како што е iPhone и како што се некои други. А ги произведува двојно, од друга страна Западот нели ги имаше фабриките во Кина и таму на некој начин они може да ги крадат финтите од што е направен производот и подоцна истата таква реплика многу поевтино да ја направат. Она што е последно и ново во серијата на конфликт е секако затварањето на кинескиот конзулат во Хјустон. Кина има поголем број на конзулати покрај таа амбасада во Вашингтон. Тој е затворен под образложение дека шпионирал и ја крадел индустриската собственост на САД. Според они информации кои можеме да ги видиме и во медиумите, но и некои надписи кои ги имаше, е дека Кина наводно ја горела документацијата во конзулатот пред да влезат федералните власти да видат, да го земат доказот зошто се затвара кинескиот конзулат. Значи Кина е сега обвинета дека во своите конзулати низ САД активно ја краде индустриската собственост и тие документи нели ги праќа во Кина, каде што подоцна се крадат тие производи, а во исто време кинеската амбасада, она главна дипломатско представништво од Соединетите Американски држави, Савајле соопшти дека се наоѓа под закана на американската држава и дека може да се нарушат многу дипломатските односи и официјално. Тие неофицијално се нарушени, но официјално се уште стојат добри како што треба. Но ми се чини дека ова, барем колку што можеме да видиме, е обид повторно на Трамповата администрација прво да ја докаже доследноста на својата политика кон Кина, но и малку повторно да го подигне својот нарушен рейтинг. Ќе подсетам, секојдневно по 1% му паѓа рейтингот во однос на Бајден. Најновата анкета вели утринава дека Бајден води за 8% поголема предност во анкетите наспроти Трамп. Сега Трамп се обидува на неколку начини, сепак е предизборие, да не заборавиме, особено со оние негови луцидни изјави каде што се обидува да ја привлече вниманието од тоа дека нема да ги призна изборите, као што ја даде изјавата завчера, до тоа дека ќе продолжи да ги дава изјави, ќе прави пресконференции за коронавирусот, пошто се многу гледани и забавни. Значи, еден сет на изјави, но сето тоа во насока против Кина. Значи, Кина му е трн во око, но ми се чини дека Кина е трн во око на целиот Запад. Се случуваат состојбите, ќе потсетам, во Хонг-Конг, каде што тој поранешна британска колонија која после интегрирањето во Кина имаше обврска да биде една држава, два система, односно Хонг-Конг да остане со оние западни закони. Сега кинеската комунистичка партија го стави рака врз правосудството, полека почнуваат да важат законите, кинеските закони во Хонг-Конг, нешто што оној демократски свет кој живеел таму и кој е мешан со Британија, со Англија, со западниот свет, не може да го прифати. Исто така се возобновува и оној судир помеѓу Тајван и Кина. Ќе подсетам, Формоза или Тајван е одцепен 45-та година кога комунистите доаѓаат во копнениот дел на Кина, а демократските, би рекло условно, сили со предводени од генералот Чан Кај-шек бегаат на Тајван, тогашниот Формоза остров, и од тогаш до ден денеска уживаат огромна подршка од Соединетите Американски држави да и пркосат на Кина. Тие имаат договор меѓу себе да не се закачаат, меѓутоа еве се обновува и тој конфликт. Каква е улогата на Русија во оваа условно кажано војна, бидејќи
се работи за првата и втората економија во светот, Кина и САД. Сега различни се толкувањата која е прва економија, која е втора. Секој за себе би рекол дека е првата од овие две држави, меѓутоа и Русија е овде, која што се наоѓа непосредно до Кина, меѓутоа и е една од трите суперсили. Столб. Прашањето е на место. Навидум Москва и Пекинг имаат сојузништво, но и не се закачаат едни со други. Но факт е дека и Русија е загрозена од Кина, бидејќи Кина има огромна експансија. Значи Кина полека, но сигурно ќе го земаме примерот со соседна Србија. Кина полека, но сигурно ги презима веќе и руските сојузници во Европа, што дополнително е загрозува. А Москва сега за сега е воздржана и не сака да ги расипе односите со Пекинг, бидејќи односите и се порасипани со Западот. Но генерално ми се чини дека еден ден кога ќе заврши тој судир помеѓу Западот и Кина, следниот би бил помеѓу Москва и помеѓу Русија и Кина, бидејќи тие се ривали. Тие се ривали и од време на комунизмот и во време на Советскиот сојуз, дури има и вооружени судири долж границата. Оно што е многу интересно е што во обид да се намали експанзијата на Кина покрај овие сите приказни кои ги кажуваме, малку е познато и проблемот со ујгурите. Гледам дека ујгурите се муслиманско кинеско население, ги има неколку милиони, таму наводно се под репресија на комунистичкиот режим и по потреба ујгурите секогаш се разбудуваат за дестабилизација на кинеската држава. Конкретно францускиот парламент вчера побара од Кина да дозволи меѓународни наблюдувачи да ги види за да може да утврдат каква е состојбата со ујгурското население, бидејќи информациите велат дека кинезите, односно владата во Пекинг прави репресија врз нив. Од друга страна ујгурите се темпирана бомба, повторно ќе кажам, и за момент по потреба на надворешниот фактор може да се активираат, да прават дестабилизација. Ке потсетам, пред 10 години имаше серија на терористички акции и сега веројатно кинезите во очекување на такво нешто почнуваат полека да го затвараат кругот таму. За да го заокружиме разговорот и меѓународната тема во денешното издание Нутрински брифинг, што се случува на Балканот? Актуелно е прашањето со Косово. Хашим Тачи неодамна председателот беше повикан во Хаг. Имаме и ние информација за лидерот на Дуј Алехмети, меѓутоа да го изоставиме од меѓународна тема. Па немаме ни информации за што дали ќе сведочи во полза на косовските колеги. Друго прашање, политичкиот систем во Косово во овој случај со какви предизвици се соочува? Проблемот со денеска продолжуваат преговорите, но Белград и Приштина повторно имаат еден судир, би рекол, кој е тивока, тоа е Белград овие преговори, оваа рунда ја доживува како технички преговори, значи околу раселените лица, околу имотот, околу правата, наспроти косовската страна која овој процес го смета за политички процес, односно очекува дека овој процес денеска, утре и заутре што се разговара, ќе се разговара за конечниот статус на Косово, односно се принуди Србија да ја признае косовската независност. Повторно еден судир меѓу Белград и Приштина, повторно недоразбирања и повторно притисок на она дека косовските лидери се во Хаг и дека Белград со новата влада ќе се обидува тоа да го злоупотреби, да им се одмазди и да се обиде да го разлече процесот, додека не се средат некои технички прашања. На друга страна на Приштина се брза, сака побрзо да бидат тие политички преговори, ќе видиме, се зависи од посредниците. Сега е повторно Европската унија, но ми се чини дека секогаш кога Вашингтон ќе ја земе палката во своји раце, договорот ќе биде веројатно поизвесно конечен, но Вашингтон во моментов е повлечен поради изборите на 3 ноември. Новата администрација во Вашингтон веројатно ќе го убрза подоцна процес. Меѓународна тема со Дејан Андоновиќ. Дејан, ти благодарам, овде завршуваме, ги следиме случувањата во Косово, ги анализираме повторно во некој од наредните издание Нутрински брифинг.